сите во врска со состојбите во централното градско подрачје и проектот наречен платформи на река Отиња. Морам да истакнам дека со самото доаѓање на функцијата градоначалник најсериозно пристапив да го решавам овој проблем како приоритет број 1 за општината. Не заради тоа што се наоѓа само во централното градско подрачје, туку затоа што овде се вложува државата Македонија преку кредитна линија од Светската банка. Кредитот на ЕМАЛ е некаде околу 2 милиони евра и логично беше да видиме што е причината да има толку голем застој, бидејќи практично до 31 декември требаше да биде пуштен објектот и да бидат направени сите 5 платформи, да биде уредено корите на Отиња целосно. Дори траеше изборната кампања, мора да кажам дека го следев комплетно процесот на градење и динамиката на градење. Често пати гледам по еден вработен, некој пат два. За тие 20 на ден еднаш избрав 5 души да работат. Ги повикав сите субјекти, нормално, и изведувачот на објектот, кај мене, од Светската банка, од Народната банка, од Министерството за финансии, сите стручни лица од општината, нели, проектантите, и нормално договоривме некои активности кои мора да бидат направени. Искрено верував дека барањето на кигалот во делот на цените на одредени позиции на проектот, ако ние ги прифатиме дека ќе градат, успеав да се изборам од Светската банка, да се зголеми цената, значи на метар кубен бетон од 65 евра на 105 евра да платиме, и пак да останеме во рамките, значи, на проектираните средства. Тие го прифатија во писмена форма и нормално јас инсистирав да се почне со плаќање. Тие инсистирав да им се плати некој неплатен долг од 25.000 евра за извршени работи. За притоа да наредниот ден јас имам состанок со нив и приметив дека нешто не е во ред. Во самиот разговор дека тие во овој момент немаат финансиска моќ и средства да го тераат проектот. Сакам да кажам дека за изведбата и почетокот ова компанија има добиено 160.000 евра аванс. 135.000 евра се исплатени за извршени работи, а имаат извршени работи уште за 25.000 евра. Всушност, досега се исплатени некаде околу 295.000 евра средства на оваа компанија, од кои сработени се 160.000 евра. Притоа мора да кажам дека за да се покаже активност овде, во одреден временски период се позајмувани пари од одредени правни субјекти од Штип, еднаш 20.000 евра, еднаш 60.000 евра, за да се покаже некоја активност. И покрај тоа што јас ултимативно побарав да се започнат активности, да почне изградбата на платформите, тоа не се случи. Организирав уште една средба за да видам што да правам. Едноставно не се гради, изведувачот не е присутен. Се договоривме со Светската банка да ги видиме сите динамики, нели, како ќе се одвива работата. И после сите оние дописи силни од моја страна, активности нема. Преку Царинската управа успеавме да добиеме документи кои уште пред 2,5 месеца опремата изнесла во државата. Значи немало ниту намера да се гради, значи овие 2,5 месеца, ние сум месец ден на градоначалник на некој начин, они нема намера да градат. Според тоа, Отиња не сме да остане вака како што е. Ние ќе бидеме неодговорна власт, ако си го дозволиме тоа. И покрај сите пропусти што ги имаме, како општина, не сме виновни што работите не течат. Мојата одлука е конечно. После консултација со нашите адвокати, врвни правници и сите институции во државата, заклучивме дека последечкот изведувач нема намери да го заврши објектот. Од денеска званично ќе ја прекинам и ќе го раскинам договорот со компанијата Кигалот. Кои ќе бидат следните чекори? Отиња е така како што е. Градот слика на градот. Двете платформи што започнат и ќе биде несериозно да не ги завршиме. Морам да кажам дека ќе го откажам и кредитот од Светската банка. Со сопствени сили и средства ќе градим овие две платформи кои се започнати, а веќе дадов налог на нашите 20 инженери во општината, архитекти и градишни инженери, да направат најден проект. До 20 ќе ги чекам. Да се уредува на коритото на реката Отиња. Од мостот кај Котелото Аза до вливот на реката Отиња во Брегалница. И од мостот кај судот, па се до службените простории на јавното предпријатие Исфер. Што тоа значи? Тоа значи Отиња ќе уредиме како и секоја нормална река. Пример. Реката Каменишка, која тече преку Македонска Каменица, е пример. Како може со едноставно, ефтино, убаво решение да се уреди една река,
да се уреди речно корито со одредени хортикултурни содржини. Бидејќи имаме 10.000 кубни метри камен обезбедени од бучин, работна сила имаме доволно, со сопствени средства ќе го уредиме речно корито. И тоа ќе оди брзо и веднаш. Најскоро за 30 дена ќе почне уредувањето на реката Отиња и речно корито, а за платформите ќе правиме финансиска конструкција и се потрудиме да максимално вложиме средства, да ги завршиме во најскоро можно време. Иако рокот за завршување на платформите 30 декември или 31 декември, како сакате, крајот на 2013 година, и бидејќи откажувам градење на 3 платформи, туку ќе остане само овие две, верувам дека тоа беше желба на граѓаните на Штип. Да имаат река, како и секите други градови во државата. Што е пораката? Ние имаме одговор со граѓаните мандат да градот го уредуваме по желба на граѓаните. И имаме мандат парите да ги трошиме разумно на граѓаните. И никој нема право, намалку јас како градоначалник на Штип, да си дозволам било какви импровизации, произволности, аматеризам и незнаење. Затоа сите овие работи што денеска ги зборувам се темелно исконсултирани. Одлуката е тешка. Може би ќе се мачиме, но генерално имаме сили потенцијал да тој проект го завршиме сами, без било каква финансиска подршка од било кој друг, посебно од меѓународни финансиски институции. На овој начин ќе спречиме општината да се заложи со дополнителни средства, бидејќи веќе не пристигнуваат рати за исплата на кредит од џајка за филтер станица. А имаме милиони и пол евра неплатени 10 годишни за останати рати од Европската банка за обнови и развој за реконструкција на водоводните линии. Мораме веќе да сватиме дека во овој град мораме да се однесуваме одговорно, првите луѓе, пред се градоначалникот, а после сите други. И дефинитивно, ако некој мисли дека со народните пари се однесува неодговорно, нема место тоа. Лично мислам дека ова моја одлука ќе позови граѓаните на Штип, дека е корисна за градот и за граѓаните, и лично мислам дека тоа беше единственото можно решение во овој момент. Кога се раскинува кредит, се плаќа одштет. Дали општината ќе плаќа одштета на Светска банка? За што зборуваме? Ние зборуваме за прво, зборуваме за раскинувам јас. Не, рековте дека ќе го повлечете кредитот. Да, нема да ги користите понатаму кредитите. Дали има такви санкции? Значи првата работа е да ги активираме банкарските гаранции према Кибелот. Бидејќи тие должат на општината. И должат, знаете колку пари. Тие пари веќе земени. Нормално Светската банка ќе бара да и се вратат средствата, тоа се некаде околу 140.000 евра пари кои мора да ги вратиме. Мислам дека тоа не се големи пари, да ги вратиме. Веднаш, тие барат веднаш. Ние ќе се потрудиме тоа да го направиме. За да тоа постигнеме, овој месец дена е месец на ставање на здрави нозе на општината. Штедиме на сите позиции, ги затвориме сите вентили, прибираме средства, се активирани сите служби во општината, да се завршат работа како што треба. Се работи деноноќно и сум силно убеден дека ќе успееме овие тешки времиња со општината да ги надминеме на прав начин. Јас сум убеден дека намерата на општината била добра, да се направи нешто добро. Дали исправно постапено при изборот на изведувачот, дали спремно е тргнато, останувам да покаже времето. Факт е дека платформите веќе година дена не се градат. А дали имаше спекулации дека Кибелт, доколку го раскинете договорот, дека бара оштета од околу 1 милион евра? Бака, Кибелт може да не тужи за раскинете на договорот, но мора да ви кажам дека во договорот има динамика на изведување. Тие од месец февруари нема доставено никаков динамичен план, за да после состанокот во месец април тие достават еден динамичен план, а требало секој месец. Значи има прекин. По два, ние имаме сознание дека тие ангажирале подизведувачи, ги имаме комплетно градиште книги скопирано, граделе фирми од Македонија. Во МВР не се пријавени странски работници, а сега бараме да видиме и во Заводот за запослување колку били пријавени странски работници. Многу не е значено дека дефинитивно не се работеше. Имаме кореспонденција целосно. Факт е дека на почетокот имало проблеми каде општината, може би заради немање соодветен катастар на подземни кабли. Имало одредени проблеми за почнувањето на проектот, но тој беше надминат. Факт е тоа дека требало малку посериозен пристап кога се започва еден таков проект. Тука не велам ништо за претходниот градоначалник. Тука зборувам за службите и одговорните лица на проектот. Барате ли го одговорност од нив?
бидејќи имаше проектант